Германската влада одобри план за казнување на социјалните мрежи како Facebook, ако тие брзо не ги отстрануваат постовите со говор на омраза. Казната е над 50 милиони евра. Со планот се предвидува социјалните мрежи да мораат да им го откријат на властите идентитетот на оние што стојат за таквите постови. Германскиот министер за правда Heiko Maas вака го образложи предлогот. Die Anbieter von sozialen Plattformen und Netzwerken stehen in der Verantwortung, wenn ihre Plattformen missbraucht werden, um Hasskriminalität und strafbare Falschnachrichten zu verbreitern. Für strafbare Hetze darf es in den sozialen Netzwerken genauso wenig Platz geben, wie das auf der Straße der Fall ist. Und um das besser durchzusetzen, um geltendes Recht besser durchzusetzen, haben wir dieses Gesetz vorgelegt, auch weil wir es den Opfern von Hasskriminalität, und das werden bedauerlicherweise immer mehr, auch schuldig sind. Министерот Мас додаде дека Берлин ќе инсистира вакви правила да бидат донесени и во рамките на Европската унија. Германија и сега има една од најстрогите легислативи во светот што се однесува на говорот од омраза. Во тоа се вклучени клеветата, јавното поттикнување на вршење кривични дела и закани, додека затворски казни се предвидени за негирање на Холокаустот или за иницирање омраза спрема малцинствата. Прашањето доби во ургентност и поради загриженост од ширење на лажни вести и на расистички содржини на социјалните медиуми. Имено, германскиот политички естаблишмент е загрижен дека тоа може да има влијание врз јавното мислење во пресред на годинашните парламентарни избори. Според планот на социјалните мрежи ќе им биде даден рок од 24 часа да ја избришат или блокираат содржината со јасен говор на омраза. За оние кои не се толку експлицитни, рокот на бришење е 7 дена. Социјалните мрежи исто така имаат обврска да дадат извештај за сите такви случаи. Компанијата која нема да го спроведува законот, што се очекува да биде донесен пред изборите во септември годинава, ќе биде казнета со 50 милиони евра, додека представникот или шефот на таа компанија во Германија со парична казна од 5 милиони евра.